И уште еднаш замолявам всичките наши братја во Бугарија кои имат возможност да помагат. И уште еднаш замолява всичките наши браќа во Бугарија, когато имаат возможност да помагаат како знаат и умеат. И да не леат горки солзи, обаче на клоци ќе го избркаат, ќе го напудат, ќе го искараат овој џало од манастирот Бигорски. Простете за мојот лош български јазик. Но се надевам дека ќе ми простите. Обаче аз не знам български, обаче аз говорам на македонски. Мислам, сега не е у моментов, али... Океј. Сите се прашуваат зошто. Луѓе, тој тип тамо, во Бигорски, уште пред години и години на факултет, тука кога бил теологија или не знам кај бил, или после тоа кога бил млад поп, значи беше познат меѓу другите негови колеги како џало, како џаволот. И таков некој дотера до звање владика и беше тоа што беше последниве години во Бигорски. И тој нема никакви допирни точки, да се разбереме, ниту со Господ, ниту со религијата, ниту со верата, ниту со верниците, со ништо. Тој тамо беше ставен со друга причина, со друга намера. Обаче, сам побара во овој, што го цитирав говорот на почеток, когато имате возможност, ги моля сите браќа во Бугарија да помагате, кога прашувате кој ги организираше протестите за џало, се истите оние од кои што побара помош у тој негов говор тамо кај беше во Бугарија, во парламентот ли, кај беше кај Радев, кај беше тоа, кај ше сниман како збори на български. Така што да знаете кој е неговиот татко, не духовен, оваков татко, и кој стои зад него. Тоа е една работа. Втора работа, он тоа што го правеше со години тамо, беше типична индоктринација на слаби карактери, ранети души, изгубени души и така натаму и така натаму. Тамо луѓе кои што изгубиле душата по разни основи, кои што доаѓаа во тој манастир да им се помогне, дали е тоа, појма немам, некои психички проблеми, некои емотивни, ментални, дали е тоа наркоманија, дали вамо, дали тамо ги индоктринираа со соодветна литература. Имаше еден тип и неколку такви се снимаа на времето у екот на бугарашката инвазија на врз македонците, негде 2018, 19, 20 година. Тие си снимаат тиктокови кои што кажуваа отворено како неговиот духовен, нивниот духовен отец, џало, како им давал соодветна литература и ги индоктринирал практично во се она што антимакедонско, тоест да веруваа дека се тие бугари, дека немаат, дека македонците се бугари, дека македонскиот идентитет, македонскиот јазик се измислени, нешта дека тие не постоеле. Никогаш туку дека македонците од секогаш биле и се чувствувале како бугари. Европратениците, грци и бугари, нашите братја, така наречени пријатели, излегоа со нова, како да наречам таа резолуција во Европскиот парламент, во која што бараа да се гласа од депутатите тамо, дека замислете стои во таа резолуција или како да наречам дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет се нови. Дека никогаш порано не постоеле. Замислете што бараат тие фаци тамо кои што треба да бидат носители на оние европски вредности, не знам какви копенхашки критериуми за кои што како бланда се крие една фашистичка, шовинистичка, расистичка, тоталитарна форма на владење и идеологија наречена Европска унија. Тоа само на хартија звучи убаво, звучи демократски, звучи толерантно, звучи коректно, политички коректно. Во суштина за тие хартии за кои што се крие ова унија се најобични стојат подписници, најобични тирани, профашисти
и луѓе со тоталитарна идеологија во главата, кои што не бираат начини и средства тие своји доктрини и идеологии да ги наметнат секому милом или силом, што викаат србите. Така што, како што се одвиваат работите, веќе од нашата власт тој од се поотворено се кажува, и добре што тоа така и треба да им стане на сите оние кои што за X, поради X мотиви, се кажуваат за бугари, кои што живеат во Македонија, кои што видовме на пописот колку ги има едва над 3000. Треба да се пресечи најотворено после ваквите напади, ваквите безобразни резолуции, ваквите непринципиелни ставови, ваквите шовинистички, живковистички, санстефански апетити за Македонија да се побугарчи, да им се стави крајот и да им се порача на оние кои што се кажуваат бугари во Македонија, кои што знаеме како станале бугари и зошто се кажуваат бугари, да им се каже дека вие во македонскиот устав нема никогаш да влезете. Никогаш. Зошто? Одговорот на тоа да си го барате кај вашите братја во Бугарија. Зошто македонците ваш никогаш нема да ве стават во преамбулата на уставот. Никогаш. Па вие се видете. Тие вашите бугараши од ова нешто ми прекина. Му реков еднаш во емисија на Самовистина, во најакото кога беа, кога мислеа дека се ќе добијат. Дека квислиншката влада на Социјалдемократскиот сојуз, дека само прашање на секунди, на денови е кој ќе потпише ваши сме, бугари сме, Гоце Делчев е бугарин. У Самовистина тогаш мене исто ме тужеше еден бугараш за клевета, кој што не ја доби пресудата. Баш во тоа време кога ја гостува во таа емисија, и вака му кажав на тој бугарашчето во емисија, му реков со цела негова сигурност и како да ви кажам, надменост, состојба на, како да ви кажам, на ликување, на победнички менталитет, дека карши него седи некој што му е некој како мене, тоест што е осуден да биде победен, неговите ставови да бидат победени, неговото национално чувство да биде згазено, неговиот идентитет да биде прегазен. Значи, во една таква победничка ситуација за нив, за петата колона во Македонија, за пробугарите или ја што ги нарекувам бугараши, во една таква ситуација му реков, слушаме дечко, никад нема да влезете во уставот. Вака му кажав, сета емисија можете да видите таа емисија. И он вака ми се насмеа, она иронично, од другата страна. Сакав да му кажам, џубре, ама не му кажав така, да ти повторам, никогаш нема да влезете у македонскиот устав. И не треба да влезат. Затоа што они си кажа кои се и што сакаат и дека ни за трошка не го смениле, не ги како да кажам, не ги ублажиле, не ги победиле своите шовинистички апетити уште од времето на Сан-Стефанска Бугарија, а потоа и од времето на живковизмот. Некои работи едноставно во светската историја не се менуваат. Вечните непријатели остануваат вечни непријатели. Се немој да кажете како можеа Франција и Германија да си подадат рака. Чекајте бе луѓе, тоа е ствар, тука има посредници, има тука американци кои што ги молеа да се поврзат, да ова дона. Не се секирате. Вечните непријателства прашање на време кога пак излезат на површина. Иш да не се секирате. Не унија, 100 унии да има. Затоа јас сум разговарал и со луѓе доста, луѓе не ми било никогаш јасно таа. Јас знам од кај потекнува тоа, како е перен мозокот, а и некои фази како дошло до ова. Но јас имам разговарано со луѓе, јас стварно не ги разбирам тие, како да ви кажам, тие бугарашки фракции, тоа бугарашење, тоа земање туѓ пасош само за да работиш негде, туѓ пасош. Да, тука сум бил малце, како да кажам, дискриминаторски расположен. Ја велам, земете било чиј пасош. Албански пасош земете.
за да се спасите себе, како што кажувате од сиромаштвото, бугарски немојте никогаш да земете пасош. Никогаш. Затоа што се од секогаш нивните апетити, нивните аспирации кон Македонија и македонците биле опасни. Фактички со тоа само што извадите нивно државјанство, нивни пасош, само му влегувате во устата на лавот. Без разлика што мислите, кој ќе знае кој ова, кој она. Да, нема ништо без пари на овој свет. Зборам пари у метафоричка смисла, се иначе вие секако сте платиле за тој пасош и за адвокатот и за не знам шо. Но тука не престанува вашето плаќање. Тие што ви го возможеле тоа ќе бараат еден ден може од вас некако да им вратите. И никојаш не сум го разбирал тоа бугарашење у нашите партии. Поготово на последно, но кога видов дека бугарашка цел социјалдемократски сојуз. Овие знаевме, ВМРО имало увек фракции такви, ако немици, јас не сум кажал отворено. ВМРО мора да расчисти со тие фракции. Сегашно ВМРО. Има такви. Не е тоа никаква тајна. И знаеме кои се. Јас сум да се расчисти со нив, затоа што во ваква ситуација да чувате такви луѓе во своја екипа, како да ви кажам, е опасно само по себе. И тука треба проветрување. Како што сега, фала Богу, ќе се случи во Македонската православна црква, која на клоците ѓаволот ќе го истираат од таму. Што пак ја повторам, нема тој никаква врска ни со верата, ни со Бога, ни со религијата, ни со верниците, со ништо. Тој е тавен ставен таму по задачи, некој сериозно го му помагал, ќе кажам, за тоа да го работи. Како му помагал, ни с која форма, нема да кажам. Ама можете да предпоставите. Не знам стварно што ни е проблемот, ама јас сум малце радикален за многу ставови. Може би затоа дека сум свесен дека се може да се направи ако се сака. Буквално се. Да, луѓе, реално е така. Малите секогаш го прават она што мораат. Особено во политиката е така. Но тоа не е закон на природата. Уствари, тоа не е математичка формула. Ме разбирате? Не дека баш секогаш и сегде мораат се да направат. Пркос спомна еден бивши политички кретен, го спомна тој збор. Пркос, ама тој не дека не го спомна, не пркос е убав збор у суштина. Кога аргументите се на твоја страна, кога пркосот, вистината е на твоја страна, кога желбата да се заштитиш, да го заштитиш твојот народ е автентична, кога патриотизмот е автентичен, нема таков змеј, нема такво чудовиште, што нема да го разбере тоа. Ке проба да те скрши, нормално, стапи морков. Но ако си доследен, ако си упорен во тоа, затоа и го зборам ова, им давам кураж на сегашна власт да бидат упорни во заштитата на македонските интереси, како што до сега прават. Нема отстапување. Тие ќе се змејот, ќе се обиде да ве скрши, секако. Ама ако помине известно време, и ако види дека вие сте неприкосновени, дека вие не се предомислувате лесно, дека вие сте сигурни во вашите ставови, дека стоите цврсто зад нив, верувајте дека психолошки тој змеј нема да ви изеде. Тоа чудовиште нема да ве нападне. Ке се обиде да направи нешто друго, ке рече не бива со овие вака, дај да видиме вака. Дај ке се сврти на таа другата страна, ке рече луѓе, не можеме со овие да излеземе на крај. А ни се заканува, ако не го средиме овој проблем, ни се заканува опасно за ова, по безбедноста, по вака, по нака, по она. Дајте, договорете се. И кој ќе им кажат на тие плачипички што нон-стоп ја менјаат страната во историјата, кога ќе свата дека се на губитничката страна, кој ќе им каже некој голем, верувајте, ќе отстапат. Они се уберконформисти на Балканот. Тие секоја војна што ја губеле, шом сватиле дека ја губат војната, менјале дрес. Иделе на другата страна и после се правиле големи освободители и фраери. Нема таков змеј што ќе ти изеде ако види дека стоиш на позициите, дека викаш луѓе, ова за нас потаму веќе не може, ова се црвените линии. Не може едноставно. Така го стикнуваш респектот, легитимитетот пред оние големи очи што те гледаат од горе, наречете ги како сакате, дали САД, дали ЕУ, дали не знам кој.
Така покажеш дека си цврст орев. Ама и тоа не треба да бидат празни муавети. Паралелно со тој цврст став во надворешната политика, треба да си манга да почнеш од внатре да средуваш многу работи, како што е почнато да се средува. И немојте да бидете селективни. Апел. Која кучка јадела маст, не повикана, ќе јаде и стап. Така исто се вежба карактерот пред оние големи очи што те гледаат. Кога ќе видат дека ти си влегол да средиш некои работи, да направиш држава, одма поинаку те гледаат. Па утре кој ќе му отидеш со став, дечки ова вака не може. Ние стоиме зад нас, стоја толку и толку илјади гласачи. Ние не можеме против нив. Ова се црвените линии на македонците. Што сакате правите? Па паѓала довербата у Европска унија во Македонија на сите анкети. Па ќе паѓа. Ќе паѓа и уште ќе паѓа. Ова се официјални податоци дека е падната, не знам колку посто. И уште ќе паѓа. Затоа што ние можеби сме кроток народ, нели? И можеби нашето трпение, она 5 века турско робство некако го има проширено, го има надградено на некој начин. Го има создадено тие 5 века, тоа наше трпение да трпиме газање. Но се има свој крај, така и трпението на еден народ и кроткоста и ова и она, се има свој крај. И тука нема таква сила што може да те предомисли, да те уцени, да те подкупи, да те смени, ако види дека ти цврсто стоиш за одредени ставови и не отстапуваш. И тоа не сме и никој да го направи. Никој нема право да преговара во името на целиот македонски народ. Како што тоа го правеа овие лингуриви од Социјалдемократскиот сојуз. Без никаков легитимитет, без никаква дозвола од македонскиот народ. Влегуваа во непринципиелни договори со Грција и Бугарија, отстапуваа пред нивните уцени, ултиматуми, барања, ја турна Македонија во огромен срам. Нема отстапување. Ни пред надворешните непријатели, ни пред внатрешните пријатели, а секако нема отстапување пред криминалот. Апел до власта. Не замижувајте пред некого или нешто кај што не смее да се замижува. Тоа е како да си аминирате сопствената столица на која што седите, сопствената фотелја на која што седите. Сум кажал, ке кажам пак. Цел Шекспир, оставам неговите комедии, цел Шекспир, оние што му се драмите, како што ги нарекуваат трагедиите, уствек тоа се драми, е абецеда на абецеда на политиката. Све што сакате да знаете за политиката, за политичките игри, за говори, византиски игри што ги викаат, подметнувања, манипулации, грешки, фатални грешки што може да доведат до пат на царството, пат на кралството, се ќе најдете у Шекспир. Ти можеш змијата отровница да ја чуваш привремено во скутот или под пазуви што викаат неколку секунди. Ама не можеш да се правиш, не сакајќи, ако пример ти дошла, спиеш и ти дошла тука. Ама не можеш да се правиш дека не е отровница, дека не ја гледаш, дека окей, да ја чуваш тука нон-стоп, ќе те укаса. Ако ме разбирате метафората кај ми оди. Не можеш да ја пикаш главата, устата на лавот, затоа што си, не знам, убеден дека тој нема да ти ја одгризе. Дека ти е пријател, дека од бебе го имаш, што знам, рането гледано, растено лаво.
Не бе луѓе, тоа е диво животно, ќе ти ја одгризе главата. Така, драги мои, во власта исто во важи и за вашите коалициони партнери, за некои од вашите коалициони партнери. Знаете и сами, играат сега со вас затоа што тоа им одговара. Првата секунда кога ќе намирисаат дека ви се спрема линч од горе, кажете ги Америка, кажете ги ЕУ, ќе ви ја одгризат главата. Тие ќе бидат причината најголема за вашиот пат. Како што му се случи на СДС од тие дуи. Немојте да влегувате таму кај што не треба да влегувате и да замижувате таму кај што не треба да замижувате. И подобро е на време, ако веќе кришум јаделе маст, да јадете стап на време. Ама нека ви бидат 100 пати коалициони партнери, најболи другари. Верувајте, тоа ќе се смени првиот момент кој ќе намирисаат дека некој сака одгоре да ве линчува, затоа што не му одговарате. Затоа што држите до себе, држите до националните интереси и верувајте, тие одгоре ќе тргнат и веќе се тргнати да ве рушат. Немојте змиите отровници во таква ситуација кој ќе почне тој напад да ги чувате под пазува. Слушате го народот. Не заборавете. Ова не е популизам, не е, како да ви кажам, политиканска флоскула, најобична, што сега ја изговарам демагогија. Овие себаа мајката социјалдемокративе, затоа што тотално изгубија слух за народот. Тие мислеа дека се доволни овие говедава од горе да ги држат на власт 20 години и нивната поданичка слугински карактер, што го покажува кон соседните држави Бугарија и Грција. Нивниот поданички карактер што го манифестира кон Европската унија, кон Америка, мислеа тоа им е доволно. Видовте, ВМРО-вци драги, дека тоа воопшто не им беше доволно, кога дојде изборите. Ги сотре народот. Ги сотре. Нема да се опасулјат у наредни 20 години и ќе престанат да постојат најверојатно. Ако продолжите да терате со цврста рака, праведно, да заборавите на некои работи што обично прават грешки нашите политичари кои се на власт, на следните парламентарни избори, ако не замижувате, ако работите честно и одговорно, ако расчистувате, ако го менувате начинот на игра во Македонија, ако ви е важна Македонија да ја кренете на едно друго ниво, да направите поголема, подостоинствена, посилна, веруете дека на наредните парламентарни избори тие нема да имаат два пратеника. Затоа што заборавија да го слушаат народот, мислеа народот не им е потребен. Може со него како сакаат, што прво го докажа на референдумот. Кога игнорираат 900.000 луѓе кои што не отидоа да гласаат на тој референдум. Ги изигнорира, не им беа битни бе. Консултативен бил референдум. Кој ве бе вас што некете промена на име бе? Ние сме решиле кој бе народот, кој бе. Така размислуваа. Тет, тоа им беше. Ајде, кој го проше народ. Ете тоа. Се надевам големи сте. Ја свативте пораката и пак ќе кажам. Важно ни е да направите една друга Македонија. Не ваква каква што гледавме изминативе 35 години. Таква не ни треба. Со луѓе кои што се недопирливи пред законот, со локални шерифи кои им се може се, кои што можат да прават се што сакаат, со клошари кои што преку ден, преку ноќ станале милиардери, милионери, кои што ти се сере на глава, се курчи у секој кај да влезе, па што да се фраер. Не. И тоа треба на сите да ви јасно. Или ќе направите држава у која што секој еден човек кој што ќе фрли хартивче на улица, ќе се плаши дека истиот момент може да биде казнет, снимен, казнет, фатен, одговорен за тоа што го направил. Или во спротивно пак стихијата ќе не понесе
и повторно ќе паднеме во како жртви ќе смо седнеме во скутот на ѓаволот. На оној позаебаниот и поголемиот од оној што беше у Бигорски.